Добре дојдовте во уште едно издание на студентската емисија УКИМ неделник. Останете со нас и видете што е она што се случуваше изминатава недела на УКИМ. Минатата недела се одржа конститутивната седница на новиот универзитетски сенат за мандатниот период до 2029 година. По верификацијата на мандатите на новите членови, сенатот пристапи кон избор на ново раководство. За председател на Универзитетскиот сенат со мандат од 1 година беше избран професор доктор Владо Бучковски од Правниот факултет Јустинијан I. Со ова, официјално започна функционирањето на новиот состав на Сенатот, кој ќе раководи со највисокиот советодавен и одлучувачки орган на Универзитетот во период од 3 години. На 26 јуни се одржа последната 32-ра седница на Универзитетскиот сенат. На ова заседавање сенаторите го затворија својот мандат со усвојување на новиот академски календар за претстојната академска година. Покрај тоа беа одобрени и елаборатите за нови студиски програми од прв циклус во областа на математиката и физиката на Природно-математичкиот факултет. Со оваа седница, стариот состав на Сенатот официјално ја заокружи својата работа, оставајќи простор за новите представници кои веќе од следниот месец ги превземаат обврските на универзитетот. На Архитектонскиот факултет свечено беа врачени дипломите на новите магистри и беа доделени признанија за неуспешните трудови. Покрај Архитектонскиот факултет и Педагошкиот факултет ги додели дипломите на штотуку дипломираните студенти. Тимот на УКИМ неделник им честита на сите студенти за постигнатите успеси. Финки, во соработка со Министерството за дигитална трансформација, официјално го представи проектот Везилка, првата национална фабрика за вештачка интелигенција. Овој проект има за цел да го дигитализира и заштити македонскиот јазик во ерата на новите технологии. Преку Везилка ќе се развиваат отворени ресурси и бази на податоци на македонски јазик кои ќе ги поддржат домашните иновации. За побрз и поуспешен развој на вештачката интелигенција на македонскиот јазик, УКИМ упати апел до сите студенти, но и до сите граѓани да придонесат со донирање дигитални содржини. На веб страницата doniraj.vezilka.ai секој може да донира свои текстови, семинарски трудови, презентации или гласовни пораки и да помогне со дигитализацијата на македонскиот јазик и култура. УКИМ го распиша конкурсот за финансирање на електронско издаваштво за претстојната академска 2026-2027 година. Преку овој конкурс, универзитетот ќе одвои средства за финансирање на електронски учебници и учебни помагала, кои потоа ќе бидат поставени на интернет страницата на УКИМ, со цел лесно отворен и бесплатен пристап за сите студенти. Право на учество имаат сите факултети и единици во состав на универзитетот, а селекцијата и рангирањето на пристигнатите наслови ќе ги врши Комисијата за издавачка дејност. Според правилата, изданијата кои ќе бидат одобрени и објавени во дигитална форма нема да можат паралелно да се печатат во материјална форма. Исто така, конкурсот не предвидува финансирање за книги кои веќе претходно биле издадени во печатената форма. Сите заинтересирани автори и факултети може да ги достават своите пријави со потребна документација во ректоратот на универзитетот, а конкурсот е отворен заклучно со 13 ноември оваа година. Студентите од Стоматолошкиот факултет во Скопје ги представија своите научни трудови на студентската конференција на Медицинскиот факултет во Приштина. Под менторство на нивните професори, тие презентираа на тема посветена на улогата на биохемиските карактеристики на плунката при појава на камења во плунковите жлезди. На оваа голема конференција беа презентирани вкупно 94 научни трудови од домашни и меѓународни учесници, пред публика од над 700 активни посетители. Патронатот на УКИМ се прославува на 24 мај. Универзитетскиот кампус претрпел огромни штети по земјотресот во 1963 година. Првиот факултет на биотехничкиот кампус на УКИМ бил ветеринарниот факултет. Лага е третото тврдење. Првиот факултет на биотехничкиот кампус на УКИМ бил факултетот за земјоделски науки и храна,
основан во 1947 година. Возрастен човек има повеќе коски од новороденче. Најголемиот орган во човечкото тело е кожата. Срцето може да продолжи да чука, дури ако е одвоено од телото. Лага е првото тврдење. Возрастен човек има околу 206 коски, а новороденче околу 270. Кај бебињата многу коски се одделени за да му се овозможи на телото да расте и полесно да помине низ породилниот канал при раѓање. Како што бебето расте, постепено, некои коски се спојуваат и така се намалува нивниот број. Ако сакаш некој да ти заврши голема услуга, прво треба да му побараш нешто ситно. Интелигенцијата може да се измери со еден единствен тест. Луѓето може да создаваат лажни сеќавања и да бидат убедени дека навистина се случиле. Лага е второто тврдење. Многумина мисла дека IQ тестот кажува се за човекот, но психологијата гледа многу пошироко на интелигенцијата и човечките способности. На 4 јули започнува 9-тото издание на меѓународниот хорски фестивал Драган Шуплевски. Во организација на Академското културно-уметничко друштво Мирча Ацев со подршка од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Публиката ќе има можност да проследи настапи на реномирани домашни и странски хорови. Настанот ќе се одржи во просториите на Музеот на македонската борба. Главната цел на манифестацијата е афирмацијата на хорската уметност и поттикнување на меѓународната културна соработка. На 22 јуни во Музеот на македонската борба за самостојност во Скопје свечено беше отворена 4-та светска конференција за религиски диалог и соработка на тема Религијата како оружје на војната во минатото, сегашноста и днината. Конференцијата обединува 78 истражувачи, професори, научници и експерти од целиот свет, организирана од страна на Центарот за интеркултурни студии и истражувања при Филозофскиот факултет. Таа представува значајна меѓународна платформа за научна размена, меѓурелигиски диалог и промоција на културата на мирот. Најдобриот студент на Машинскиот факултет во Скопје е Јане Коцески. Тој дипломираше со просек 9,95 за помалку од 4 години и беше прогласен за еден од најуспешните студенти на УКИМ. Вели дека рецептот за таквиот успех содржи неколку состојки, меѓу кои се желбата за успех, љубопитноста кон материјата, упорноста, цврстиот карактер и вербата во себе дека се може да се постигне, доколку не се откажуваме без разлика на сите препреки на кои ќе наидеме на патот до успехот. Изминатиот период во архивот на МАНУ се одржа студентската работилница за дигитализација на архивски материјали. Работилницата ја водеше фотографот и архивист Иван Блажев. Ова е дел од активностите на проектот Виртуелен музеј Конески. Дел од факултетите на УКИМ веќе започнаа со објавување на конкурси за упис на нови студенти за академската 2026-2027 година. За сите информации, следете ги тековните објави на веб страниците на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. На идните студенти им посакуваме многу успех во процесот на аплицирање и со нетрпение ги очекуваме како дел од академската заедница на УКИМ. Митот за оваа епизода гласи вака: уметноста не може да се научи. Ова е еден од најстарите митови поврзани со уметноста. Често може да се слушне: или се раѓаш талентиран, или не си ти за уметност. Тоа не се учи. Ако и ти некогаш си помислил дека талентот е единственото нешто што е важно, тогаш слушни го ова. Од каде ни доаѓа ова мислење? Најчесто затоа што кога гледаме едно уметничко дело, го гледаме само крајниот резултат. Не ги гледаме годините вежбање, учење и усовршување што стојат зад него. Па затоа лесно се создава впечаток дека добриот уметник едноставно се родил таков. Но дали е тоа баш така? Фактите се малку поинакви. На факултетите за уметност студентите не учат само да цртаат или сликаат. Тие изучуваат анатомија, перспектива,
композиција, теорија на боите, историја на уметноста, различни техники и материјали, како и начини на визуелно изразување. Талентот може да биде добра почетна предност, но без знаење, практика и дисциплина, тешко се станува професионален уметник. Од друга страна, многу студенти со просечен почетен талент, преку континуирана работа и образование, развиваат извонредни вештини. Затоа пресудата е мит. Уметноста не е само вроден талент. Таа е вештина што се учи, се развива и постојано се усовршува. Прашањето не е дали си се родил како уметник. Прашањето е колку си подготвен да учиш, да создаваш и да се развиваш. Тоа беше се за оваа епизода. А ние се гледаме од септември. Тимот на УКИМ Неделник ви посакува пријатно лето.